плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Ете, се враќаме и озвучуваме оваа книга, Театарски источник, од Тихомир Стојановски, начитал сум јас, за издадена 1918 година за 30 Божји лета театарски битки на театарот Скрб и утеха. Денеска сме 2024 година, значи 6 години се поминати. И зошто е ова што се случува овој погром во Македонија и македонската култура? Значи, тука се раскажани многу битки, култура и некултура. Им пишав писмо до МИНЗК дека имаме технички проблем со преводот на книгата Земја на пеплиште и диаманти од Еуџенио Барба. Впрочем, ние бевме ретки ентузијасти, како поттикнувачи, кои преведувавме вредни театарски книги. Игор доцнеше со преводот, сетне книгата ја предадовме на 15 декември 2010 година, рамно 50 парчиња во Универзитетската библиотека, 10 книги во Министерството за култура, на 31.1.2011, следната година. После 45 дена од предавањето на книгата, ни стигна писмо од ними дека ни го раскинуваат договорот. По 45 дена, книгата предадена. Раскинаа договор за книгата на Еуџенио Барба после 45 дена. Тоа е долго време за културата и против неа. Кај С, шеф на кабинетот, некаков партиски координатор во МИНЗК, бев на разговор, ми вети дека ќе компензираат, ќе ни откупеле книги, да им се јавиме за откуп изданија, рече и порече. Се јавивме и не ни откупија. Помнам дека ја прашав дали за сите има ваков третман во издавачката дејност, ми потврди несигурно, колебливо. Велми тоа може лесно да се провери. Сетне се залагаа за администрација во служба на граѓаните, нашите лидери. И во името на вистината ми се вели вака, да раскинеш договор после 45 дена од предавањето на книгата е најмалку кажано некултурно. Нема зборови со кои може да се оправда таков однос. Во Министерството, во културата и некултурата. Другото е спаси ме, Господи Исусе Христе, од нашите. А за исплата на манифестации и сработени дела не важат правилата и не се почитуваат рокови. Ете, Дионисовите слави, денеска македонски слави, се исплаќаа понекогаш до јуни, а се случуваа во февруари. Во името на вистината, за каснењето и доснењето на љубовта во културата. За лажењето на верето. 94 страна. Ете, пак нема премиера за 2012. Дадени се 70 премиери на 40 институции, аматерски, алтернативни, државни, онакви, овакви. А послушните добиваат по 2 или по 3 племиели. Грешката во буквата Р е метафора за состојбата ни. Од друга страна се топоти за топаните на патриотизмот, љубовта кон татковината, македонизмот, партиски гласноговорници, на собствената доктрина, категории, партиски македонизам. Само за ними и нивните и само за своите. Мил мој Војдане Поп Ѓорѓиев Чернодрински, го помниш ли писмото на директорот на театарот Слобода до тебе? Еве вака одеше. Кога еден ден твојата татковина Македонија ќе биде слободна, театарот Скрб и утеха ќе го добие местото кое го заслужува. Му напиша театарскиот колега за да му ги олесните глилата и македонските битки и искушенија. Македонци мои, дали некој не лаже дека е тој ден, дојден тој ден денеска. И песната лажи, лажи вере, лажи кој ке лажеш. Песната нашата македонската за партиските лаги, партиските кради-гради. 95-та страна Пиринските ветрови и колегите полтрони. Ете ја министерката на ФДУ со кликата верници во незините дела. Нашите колеги од театарот македонски. Или партиски. Или во нивните пари и распределбата им. Некои надбени небаре ангели на Бога, на дневните лажни богови, некои ме погледнуваат срамежливо и внимаваат на мене, веројатно помнат како еден претходен министер бегаше од мене кога бев во Александровата јарост.
Тоа беше Бог да го прости Б. Било поминало. Како му се заканував и му ја окарував мајката шајката на телефонот. Било поминало да се помни за битките и македонизмот. Но еве ја новата, а таа смуртена, смрштеница, држи говор, важна, суетна, самобендисана со кликата и. Малку недостасува, малку. Синапово зрно, да се качи актерот во јароста со арест на македонците, па да ја крене за косата, да ја свлечка и isfrли од таа сцена, од мајката сцена, таа смрштеница, сцена место за дарување на вистината Господова. Сцена од која таа со нејзините незнабожци финансиски го isfrла посветениот театар скрби и утеха. Во чие име, кому му служи, од кого се плаши, од македонската светлина или од духот на вистината. Моја смуртенице министерке, тоа ли е македонизмот за кој трубите и вревите до небесата? Тогаш зошто цензура? Заради пиринските ветрови ли? Заними, българолюбивите и за академика Аспаруха до Курчев, потоа си го сликаше прстето таму. Реклама си правеше да не оди во затвор. 97 страна. Моја македонска култура. Мои колеги, политички полтрони, церемонијал мајстори, придружници на министерката за К. Одат по неја и со неја, ја фалат, ја штитат од некој кој може да ја грабне за косата, да ја покрене кон небесата и да го види сонцето македонско вистински и светлината на светот. Така се добраа до Федеу. Таа одржа говор, тие ја штитеа, се поздравив со некој од ними, некои ми се загледуваа, сигурно имаат проценето да не му пукне филмот на Тихона Матиецот и да направи каламбурија како и досега со оној Б предходникот, или како во амбасадата на големата земја кога и окара мајка, кога не ни дава визи на ДЖР од амбасадата. Па потоа ми дојде дома милиција, која се уплаши од актерот воин на Христоса Бога и другите примери на македонскиот арес. А што мислите вие, ке шета сатаната овде? Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Збогтисано ми е од лаги, слугинство на лажни земно-политички богови, од наводни режисери на партиски дочеци и други циркузијади, тие големите мали уметници под фустанот на таа политика. Моја македонска култура и невладини организации, платеници на масоните и сејачи на туѓум во душите ви, македонци мои, бојаско-фарбарска телесна демократија, која го донесе лжот Кукурајко да ве онади, да ве дотера до тоа што сте сега. 99 страна. А што мислевте вие? Ние ќе правиме театар, качи се слези, излези, влези под фустанот на М. За К. Насмевка на Сведен. Ете ме кај Б на Вели четврток. Ми се јавија дека ќе ме прими на Сведен и какво изненадување. Куку ноне, ме прими лично, каква чест, додека чека во ходникот. Им кажав за еден камен на 2 секретарки, ме понудија со кафе. На вратата се сретнавме со поетесата која набрго почина СХЈ. Се изгушкавме пред очите на министерката, а таа строга гледа пред мене гледа, не во мене. Охо, кај си бе Сталинчо? Голема канцеларија за многумина, зборуваше, истури спремни гласови, зборови, фрази. Неколку пати повтори дека немам ништо против мене, против вас, против нас, против мене, дека комисијата била, дека ќе види од тоа ништо небидна. Многу пари се даваат во културата, рече. И кажав дека во комисијата за театар се 2 мои студенти. Се изненади, се повлече. Рече дека ќе види, пак повтори дека немаат ништо против нас. Ништо против вас немаме, зборови. Тоа ми го зборуваше и Баге и сите претходно што беа. Зборови. Тажен Хамлет ја гледа така како троши време и место со лагите. Само пиринскиот ветер дувка и не подсетува зошто не ми даваат премиера патриотите, мене и строгата жена која дели пари во некултурата без насмевка, која не умее да се насмевнува. Знаете, Царството Божие е во радост во Светиот Дух.
Најди некој да се скокотне, да се насмееш, мори чупче. Ете тоа се сказките наши за насмевките на Сведен, вели четврток, кога Исуса Христа го предадоа, кога Исуса Христа за 30 на евреници. Нема смеење, само плачење. Реплика од драмата за секогаш љубов. Мир вам, Емануел, со нас е Бог и со скрби утеха. Амин. Најди некој да те скокотне, за да се насмееш, мори чупе. Може и да вечераме еден ден и пак сликај си го прстето. Море македонци мои, луѓето што ми велеа зошто ја напаѓаш министерката, потоа ми се извинија тихо, сега разбираме зошто сум бил јас против, ваков сум бил, сум чекал пари, што барам пари, сам да најдам пари. Па на сите им давате пари, јас живеам во мајка Македонија. Имам право да создавам македонска култура. Зошто ми го браните тоа? Вие, сатански платеници. 101 страна, кој им бил во срцето. Ја озвучуваме оваа книга, издадена за 30 години скрби утеха 2018 година. Не е финансирана од Министерството за култура, да не се секирате многу. Кој им бил во срцето? Ново Лески и Република Кремен. Ете не во Пиринско, кај нашите таму, кај македонците. Души кои не чекаат, песни и ора, театар со дамарите на духовноста на Исуса Христа и македонизмот. Некои моменти од сето тоа се за паметење. Како оделе представите, каде сме играле, колку сме пееле. Македонио, светлината твоја не грее. Први ни ги укинаа гостувањата во Пиринска Македонија, во Албанија, во Егејско. Потоа ни ги укинаа македонските слави, да не може ли тие да доаѓаат. Потоа ни укинаа и премиери, книги одамна ни укинаа. Се укинаа, само едно не може да укинат. Душата македонска што му припаѓа на Господ Исус Христос. Но 4 години МИНЗК не ни дава гостување во Пиринско. 2018 било, денес дојдовме на повеќе од 10. 2 години не ни дава театарска премиера, дојдовме до 7. Зошто? Со тие предходните трчи Лажовци, Кукурајко Лажот и тој другиот Ковачајко и Пендарајко и повеќе. 4 години не ми дале средства за авторска книга. Зошто? Мислам дека дојдов до 17 години. Заради содржината на представата Будење на ангелите, каде покрај ликот на Свети Наум го играв и академик Аспарук Докурчев. Го најдов тој капетан Докурчев, дал си живота овде да спашава Македонија од македонците заедно со Хитлера. Кој го разрешува македонскиот вопрос со тоа што реката Вардар ја врти, значи неговиот внук, академик Аспарук Докурчев, доаѓа да го разреши македонскиот вопрос и дава декрет со кој реката Вардар, наместо да тече кам Бјалото, няма да истича реката Вардар кам Бјалото, ами кам Чрното море. Малкуцка ще ја заврнеме. Ете зошто не ни даваат. Дојде тогаш бугарскиот културен аташе, се запозна со мене, прекрасна представа, прекрасен текст и од тогаш таа смрштеницата сопре да ми дава премиери 7 години. Нема лажење. Ете заради кого и тоа со голема уста се зборуваше за македонизмот, а ние бевме во републиките Пирински, Кремен и Ново Лески. Во Кремен ги правевме во илегала, а македонските слави во Пиринска Македонија секоја година. Чичко Бајкоце ни рече, дојдете тука ќе ги правиме, самите со своји средства и со Бога во срцето. А ним на тие што ни забрануваа, кој им бил во срцето? Кој им е во срцето? Битно прашање, 2012-13. Исус се прима со срцето, Он е љубов. Сакај го својот ближен како себе си, велеше. А ним кој ли им е внатре во срцето, себељубие и суета. 102 страна, озвучуваме понатаму, колку ти чини, сестро, насмевката. Комисијата од 2012, драмскиот автор и двајца студенти и министерката. Комисијата ми вели министерката и кажувам дека ми се студенти. Тие ми велат министерката, тие од театарската комисија. Се збуни, но не се насмевна. Остана строгата. Има во мене останато дел од улогата на Александар кој го играм со години. За миг, само за момент, кога силата ме навасува во македонскиот арес, јас грабчувам за косата, ја тегнам кон небесата да излезе насмевката. Насмевката кога се прегрнува со болгарскиот министер за култура, додека го цензурираше скрби утеха.
Ете затоа не се разбиравме заради блиските врски на театарот Скрби и утеха со македонците во Пиринско. Или толку ти чини, сестро, на смевката. Тука почнува песната, онаа старата од 41-а, кога не ослободија мрсниците. Чакам те да дојдеш, чакам те со звујна слаз. Марш бре сатано од тука. И екнува песната, колку ти чини, море, насмевката. 3 гроша петелот, 5 пари крчмата, велат прилепчани мои. Кој нарача зајачка чорба? Абе, нема ли некој ловджија, веле во Пиринско, па там вика тој зајако. Насмевни се ке вечераме. 104, веројатно немаше тогаш. Може би ке има понатаму. 104. Кота за атерот на театарот. После представата во Варош, во црквата Свети Никола, на театарските игри раноден киниса во Свети Архангел Михаел под портите на Баба и кулите небесни. Се помолив. Таму беше Александар, сотрудник Боголјубив од тајфата на светлите пелагонци. Ме сретна една жена и ми вели, вие сте актер. Ве гледавме вчера, ми раскажува со благост и радост. Ми вели дека ги гледала сите представи последните години во црквата Свети Никола во Варош, кои доаѓаа благодарејќи на Петре Темелковски. Обично во исто време се разбира вон конкуренција, ние сме во духовен театар, не сме телесен. Обично во исто време одеше главната представа фаворит за награда во Домот на културата Марко Цепенков. Гласот на жената го разбирам како абер од Бога, или кој за што заслужил според делата му. Некој во земното, некој пред Бога Господа. Со Александар Петрески, христољубивиот духовен воин, отидовме во Свети Димитрија во Варош и пеевме. Јас пеам тој молебство, свет посветен театар на Бога Господа, во вдахнуен миг, кота за почеток на атерот на театарот, кота за соединување со Бог Отецот. А театарот што е? А театарот што е, што бил и што ќе биде? Место за гледање, уште да се утврди кој тоа таму не гледа, самиот Бог Отец. Кота за атерот на театарот, и ние го имаме македонскиот антички принцип, го каниш Деусен махина на почетокот и на крајот на представата, таткото Господ да игра со него. Писма до нашите. Брате Н. Му пишувам писма на премиерот за да добијам една театарска премиера годишно. А министерката ми се лути. Еднаш ми се јави една од страната на рамковниот договор да ме кара, демек зошто сум се жалил кај премиер. Што си пишувал тата тю. Па не знаеш ни македонски да зборуваш, бре. Кај живееш? Се додржав и ја сослушав. Може би требаше да ја опердашам со збор. Имав таму еден школски другар, тој крена раце, демек ми се налути. Комисијата за театар ми се налути, министерката ми се налути. Море лутеници, сите лути, а Скрби и утеха сардисан. Од незнабожци, партиски пазарџи и за себе племенска култура, која со парите на дрогата сака да ја завладее Македонија и своите цензори за туги сметки и истории, божемни македонци и македонисти. Брате Н, вака ли ќе ја градиме Македонијава? Вака ли со македонци кои пред вас гинеа за татковината? Зошто морам да пишувам писма за една премиера во годината? Зошто? Останува сенката преку македонизмот или партизмот, псевдопатриотизмот, незрелост и самобендисаност на тие што сега решаваат, владеат, делат средства само за нивните и потро за друзите. Така не се создава традиција и култура. Зошто, брате Н, за ваква ли Македонија се боревме, потоа го сардиса овие што фрлаа боја, дивуријат Содома Гоморска, заедно со стратешкиот ви партнер го ставија во гепек и го однесува во Будимпешта. Така завршуваат хероите, македонци мои. 107 страна, македонизам во дејство. Премиера на Кокино. Не даваат од Минзака, бази, ама дава Господ. Кокинскиот жрец Тихо на Матиецот по третпат, молбен монолог со словата на Бога. 31 златец 2012 на Светата Македонска планина, папок на светот, неолитскиот обред за плодност, авторот раб Божи нова послание за театарот Скрби и утеха и актер и режисер. Дојдоа светите песнопојци од Пела со Љубен Димкаровски. Сите даруваа култура од љубовина. Љубен свиреше на најстариот инструмент на светот, направен од коска од мечка,
со датација од 50.000 лета Господови. Имаше зурли и топани, ора и пеани, и жрецот Кокински, имаше локален медиум од Куманово, се фативме во Оро, во светата Мугра Кокинска, беше тоа што го нарекувам свет театар, хор, Оро, стапки, пеани и молмен монолог во стиховите, патека како е настанат театарот. Од обред кон Бога до современата култура и мафтавме на Министерката за култура од тронот земно-небесен. Господ со тебе за да знаеш што правиш или да не знаеш. Таму во височините на светлината Господава и на македонизмот во дејство. Насмевни се ке вечераме смрштенице. Реплика од представата Некрстени денови на македонскиот театар Скрби и утеха. Амин. И ова е последното. За денес 108 страна ја озвучуваме оваа книга. Значи тоа е книга за, како би се рекло, 30 години театар Скрби и утеха. Писмо до милата министерка. Најмила моја министерке. Ви напишав доволно писма ако имаше мегдан да се разбереме, како македонци и луѓе. Сетне и како духовни представници на светата македонска култура и понатаму го соголувам јабан зборот со вас и за вас. Пополезно би било да ме оставевте, како што ми следува после 25 години театарска дејност, да го работам тоа за што ме испратил Господ, да создавам театар, книги, филмови, се разбери да добивам дел од буџетот од Министерството за КНРМ, како и сите мои колеги од ФЕДЕУ. Сетне така мислевме ние и нашата публика на македонизмот. Остануваат во умењето зошто е овој подмолен цензорски пост со финансирање кон Скрби и утеха. Затоа што сме македонци и ја зборуваме вистината, заради содржината на представите и представата Будење на ангелите, заради академик Аспарудо Курчев кој го разреши македонскиот вопрос, или така ви текнало од суета и незнабоштво во душите ви. Писмо до милата министерка за култура. Зборови во ветер или словата на Бога кон незнабожците. Господи, прости им ако не знаат што прават. Толку оставам се во Твои раце, Господи. Реплика од представата Некрстени денови. Па може уште неколку да исчитам синхронизатори мили 110 страна. Моите колеги актери под фустанот на власта. Игор ги нарече синхронизатори на турски и шпанско-индиски серии. Тоа е новото. Полтронизам без страф, очекување некој да ги земе да им даде улога хонорарче и слуги на мин за К. Си се здружија, си ги делат парите во културата по 2-3 заними, за нами не даваат, море демократија, незрелост. Сите станаа патриоти, зборуваат со големи усти за антиката, за Македонија, за историјата, градат споменици, со милиони евреници на театарот Скрби и утеха што 25 лета Господови гинеше за Македонија, македонската култура и македонизмот, не му даваат една премиера, не му даваат гостување кај македонските заедници во соседството, демек сега тие се наред, за нас нема. Се сеќавам еден, тогаш беше директор, актер, не може за вас, вика, не може вас, ние сега сме наред. И потоа заглави во затвор. Знаете, пазете да не станете борци против Бога. Тој го кажав и на Министерката за култура, па потоа си го сликаше прстето. Без разлика што не заглави во затвор, долгот што го продаде својот народ ќе го отплаќаат генерации, ќе живее во проклетство. Се работи за несинхронизираност на личното и општото и полезното, и за несинхронизираност за трајната вредност на моментално властолюбие, на привремени патриоти сега и овде во светата Исусова Ар Македонија. Помни и не заборавај. 111 страна. 2 минат школски другари, другарчиња, едниот директор на театар, другиот во мин за К фактор и кусор за себе си и личните амбиции. Првиот ме молеше да го земам во представите на Скрби и утеха кога беше во опозиција, кога беше само тоа што е актер, другиот пак бараше контакти и ме носеше да настапувам без пари на собирите на македонците во Егејско. И ете ги сетне избегаа од мене. Не су им сега важен и нужен, всинца. Мин за К не ми дава средства за премиера 2 години и гостување во Пиринско 5 години 2012.
Потоа направија мал јубилеј 7 години без премиера. Сега ја критикувам Министерката за култура, се жалам до председателот за култура на Република Македонија, на владата, си ги барам своите права во македонската култура, а 2 школски другарчиња избегаа, велми кидна упреку од мене и светлината македонска. Тоа се вели недоветност и кусо паметење, или помни и не заборавај Македонијо, кој те владее за себе и кој те јава, всинца само за себе и личната полезност. Ајде и ова ќе го читам. Зошто, Господи? 113 страна. Зошто ја редам оваа книга, ова сведоштво со словата на Бога? За да оставам на генерациите што следат дел од приказната за македонизмот и слободата. Има ли некое објаснување зошто не може театарот Скрби и утеха да добие една премиера годишно од Министерството за култура? Министерката за култура до 3 пати ми порачува на приемот на незината канцеларија дека немаат ништо против вас. Ама, и покрај сите дела што сме ги сработиле за македонската култура, ние треба да абиме енергија со административните чиновници без дух, кои спроведуваат цензура. Најсетне од се е податокот дека и едната и другата власт по одреден период сопираат да не ги финансираат театарските премиери и другите активности. А ние секогаш и секаде, по волјата Господова, ја славевме и браневме и ширевме македонската култура, дури и во соседството каде никој или ретко по некој доаѓаше да ги посети и да им дарува култура на македонците, нели по Христовиот закон, љуби го својот ближен како себе си. Затоа, брате мили, ја редам оваа сторија со словото на Бога, заради духот на вистината по кој крочеше овој мал голем благодаруван театар со силата на Духот Исусов, заради Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос, кој не запишале во Божиот катастар Светото Писмо. Ете затоа, останете ми во мир и љубов, армакедонци мои, армакедонските слави зафатија. Амин.